Така, Александар Петковски, дали според тебе Иран да се спротивстави на Америка за Израел, не се сомневам. Не ми е баш јасно, али мислам дека ќе биде тешко на Иран да се спротивстави, затоа што се работи за супериорна воена, воздушна и поморска надмоќ. Не знам дали би било така на земја. На земја е малце поинаку, но колку што гледав денеска, анализија се трудам да ги пратам, бидејќи тоа ми е тема, значи меѓународни односи предавам на факултет. Ако има копнена офанзива, тоа најверојатно ќе бидат курдите кои што живеат во Иран, Ирак, Сирија и Турција. Се работи за околу 10 милиона луѓе, кои што покажаа снимки, веќе има циркулираат снимки кои што се расположени да се борат за Америка, така што веројатно ќе биде као ризико. Не знам дали ја знаете играта, ќе ги распоредат војничињата и ќе ги пуштаат да се тепкаат, а они ќе толчат од озгора. Дали ова е исправно според меѓународно јавно право? Секако дека не е, меѓутоа мислам дека ова е залезот на меѓународното јавно право, какво што е воспоставено, востановено во 1945 година со формирањето на Обединетите нации. Очигледно е дека стариот светски поредок заминува и се раѓа нов. Ми се чини, се сомневам дека новиот светски поредок ќе се потпира на сила и на поклонување на силата. Тоа го покажа многу мощно и пластично нашиот јуниор министер, значи омладинац министер за надворешни работи, кој што прв у светот, со што веројатно и станува кандидат за Гинис, прв во светот честита на нападите и прв во светот осудува, да речеме, ракета што мислеше дека влегла на кај Турција. Но за тоа потоа,